Благодарам, господине Џафери, почитувани колеги пратеници, почитувани предлагачи на законот. Прво ми е жал што очигледно е закон кој што има цел да излезе во пресред на некои проблеми во владата, а го предлагаат пратеници. Имам чувство, не можам да тврдам, дека законот е подготвен во владата и им е даден на колегите пратеници да го подпишат и да го бранат. Со цел владата да не се изложува на критиките кои што објективно може да биде изложена како последица на огромниот број веќе корумптивни скандали кои што се редат на контото на оваа влада. Зошто пратениците се нафатиле да бидат понтонов мост за еден ваков закон е нивна одлука и нивно право. Но покажува несамостојност на пратениците генерално и на собранието како институција во Република Македонија. И повторно ќе речам, не е ова прв пат да се случи, се случувало овие 2 години, се случувало овие 20 години. И е општа критика кон состојбата во собранието. Второ, да се разбере на институционално ниво. Систем и закони се воспоставуваат за да се одбегне и најмалата можна субјективна грешка, без разлика дали е со намера или без намера. Затоа постои собрание, затоа постои влада, затоа постојат општини, затоа постојат судови, затоа постојат инспекторати. Значи, ние, како 2 милиони жители условно, се извинувам, како 2 милиони жители условно на оваа држава сме се договориле дека 36% од сето она што го заработуваме како бруто домашен производ во државата, ќе го даваме на државата, за државата да управува со тие ресурси и да воспостави систем. А системот да ги контролира субјективните слабости, со намера или без намера. Доколку таа цел не се постигнува со постоењето на систем, тогаш воопшто нема потреба да плаќаме даноци, придонеси и било што ни гарантира систем на заштита од субјективни, намерни или ненамерни грешки. Значи, тоа е филозофија на постоење на држава. Тоа е филозофија на постоење на правен систем, тоа е филозофија на постоење на административен систем на една држава. Што правиме ние, односно што предлагате вие со овој закон? Вие предлагате со овој закон практично ниту еден повик, јавен повик, за објавување на јавно-приватно партнерство да нема никакво значење во иднина од сега понатаму. Зошто? Заради тоа што секоја институција ќе може да објави повик за јавно-приватно партнерство за било што во држава. Еве, дозволете ми да зборувам низ хипотетички пример за јавно-приватно партнерство за новиот клинички центар, кој што го најавувате 3 години, 4 години, но не сте стартувале да го направите. Што може да се случи? Може да се случи владата на Република Македонија да објави јавен повик за јавно-приватно партнерство, каде што во јавниот повик ќе наведе 10, 20, 30 критериуми за каква фирма може да го добие, со каков бонитет, со какви средства треба да располага, со каква експертиза треба да располага, од една страна, од друга страна, што е тоа што треба да го изведе, како изградба на клинички центар. Сега, во јавниот повик може ќе велиме дека квалитетот на дограмата која што ќе се употреби, ќе треба да биде од А++ стандард. Дека ѕидовите на новиот клинички центар ќе треба да имаат 10 сантими изолација. Дека кровната конструкција ќе мора да биде заштитена од со противпожарен систем. Дека подот на новиот клинички центар ќе треба да биде направен од онаа материја која што се употребува во новите германски фабрики низ Македонија, која што не држи прашина. Сега, тоа ќе го има во јавниот повик. Ќе се јават 17 фирми, комисијата која што ќе се ја формира министерот ќе одбере 7 и ќе рече овие 7 се единствени кои што ги исполнуваат стандардите и на она што сме го напишале како критериум за квалитетна фирма и на она што го нудат за критериум за изведба на клиничкиот центар. Во постапка од тие 7 ќе се избере една. Ќе се склучи договорот, ама таа една ќе понуди вонредно пониска цена од сите други, заради тоа што некое
врапче ќе шепне, се надеваме снимено на телефон или во видео, па после да ја дознаваме вистината, ќе шепне на таа фирма, види, ние ќе го склучиме договорот после повикот со сите овие стандарди за градежниот квалитет на новиот клинички центар, така како што е напишано, ама имаме еден закон, кој што едни пратеници со добра волја им верувале на своите шефови од владата, го поднеле и се зафркнале, со кој што нас ни се дава дозвола како Министерство за здравство или влада, после, заради објективни околности и движење на цената на пазарот на градежните материјали, да го смениме договорот и да кажеме не мора подот да биде со таков квалитет, ќе чини 3 пати помалку по метар квадратен, не мора дограмата да биде со таков квалитет, ќе чини 3 пати помалку, не мора зидовите да бидат со таква заштита, ќе чинат 2 пати помалку и не мора да има противпожарна заштита на кровот, ќе чини 3 пати помалку. И после врз основа на вашиот закон, владата ќе се склучи нов договор со изведувачот на кого врапчето му шепнало дека може да оди со пониска цена, за да се изменат објективните околности за тоа како ќе се гради клиничкиот центар. А разликата помеѓу реалната цена и цената која што ќе биде исплатена во македонскиот новоговор, познат последниве месец дена, господинот Стеван Анџија како професор по македонски јазик може да ме исправи, значи насловот на таа разлика во цена по македонскиот новоговор се вика рекет. Се вика рекет. Сега, почитувани колеги пратеници, вие што сте предлагачи, јас вас, посебно вас двајцата, ве почитувам и ве ценам, прво како долгогодишни политичари кои што сте се бореле за вашиот личен интегритет. И мислам дека објективно вие не заслужувате да предлагате ваков закон. Но дозволете ми да ви кажам дека владата која што за жал се уште ја поддржувате, даде доволно причини, доволно сомнежи, ниту еден објективен граѓани да не и верува. Кога можеше да се најдат дупки, да се злоупотреби системот, во последната афера, во предпоследната афера, во тендерите за да не ги набројувам, во менување на закони за да се оствари интерес на некои фирми, немаме апсолутно никаква можност да веруваме во искрените намери за овој закон. Не заради вас двајцата, повторувам, но заради вашите шефови од владата на Република Македонија. Вашето упорно туркање на овој закон нас ни создава страв дека или не сте свесни, или дека се уште носите розови наочари. Ако би била намерата само за употреба на средствата од ТАФ, тогаш, почитувани колеги, донесовме 2 закони во минатите 2 години за анекси на договори за автопатот Миладиновци-Штип и за анекс на договорот за автопатот Кичево-Охрид. Тие договори, тие закони се предложени од владата, гласани од сите нас во собранието. Повлечете го овој закон, не дозволувајте да имате дамка лично и направете лекс специјалис за анекс на договорот, кој што исто така е со закон пред да се гради аеродромот ТАФ, закон за анекс на договорот со ТАФ. По истиот пример како што направивте за Штип Миладиновци и по истиот пример како што направивте за Кичево Охрид. Во тој случај, ние ќе немаме простор да не ви веруваме дека се однесува за тоа. Но ако го туркате овој закон, ова, почитувани колеги, е легализација на криминал. Ова, почитувани колеги, е легализација на рекет. Застанете некаде, не заради нас, не заради нашите критики. Луѓето, граѓаните на Република Македонија повеќе не веруваат дека постои систем. Се распаѓаат институциите, а вие не гледате. Запрете и кажете на граѓаните да ги гледаме критиките, без разлика дали се објективни или необјективни, без разлика дали се вистините или невистините, и ќе запреме тука. Ќе покажеме пример дека може да е поразлично. Ова вие што го правите е само налевање на нафта, на огнот кој што гори помеѓу вас. Благодарам.